Неизвестно е кога ќе почне судењето за пожарот во Кучани, со оглед на тоа што веќе трет месец кривичниот суд го оценува обвинението, а помина половина година од трагедијата. Таму е при крај анализата на приговорите од адвокатите, но не откриваат кога може да се очекува старт на процесот. Од таму велат станува збор за комплексен предмет во кој има над 200 сведоци и оштетени, па затоа им треба повеќе време да ја дадат оценката и предметот да се распореди кај надлежен судија. Оценката на обвинителниот акт е во финална фаза, односно се разгледуваат сите добиени приговори, пошто Советот за оцена на обвинителен акт, составен од тројца судии, ќе донесе одлука за која странките и јавноста ќе бидат известени. Потребна е прецизна анализа на сите доставени приговори и доследно почитување на законските права и обврски на странките, како не би дошло до пропусти при оценката кои може да ја компромитираат понатамошната постапка. Оценувањето не се одолговлекува само поради анализата на големиот број на приговори од адвокатите, кои документите ги добија во екот на одморите, туку и поради тоа што две судики се иземале од оценувањето, бидејќи едната била во роднински врски со оштетена, а другата во релација со адвокат. Како што веќе објави Алфа, никој не сака да постапува и сите гледаат како да ескивираат од мачното и долго судење за пожарот во Кучани, кој што однесе 62 млади животи. Причината зашто никој не сака да пресуди за овој предмет, најверојатно е поради тоа што процесот ќе има силен мониторинг и ќе биде под лупа на јавноста. Како за оценката, така најверојатно ќе биде и кога предметот ќе се распореди според АКМИ системот. Со оглед на тоа што за трагедијата во Кучани има 34 обвинети, 3 фирми, уште толку адвокати, 13 обвинители, логично е голем број судии да се некако поврзани и да си го користат правото за да го избегнат судењето. На 13 јуни беше поднесено обвинение за тешки дела против општата сигурност. На 5 септември пак беше поднесен обвинителен акт против собственикот на фирмата за обезбедување Рубикон, кој се товари дека лично давал инструкции за употреба на пиротехника, дозволувал влез на малолетници по полноќ и работел без безбедносен план.